Со едноминутно молчење пред Штипскиот театар, дел од вработените во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов символично ја погребаа културата во градот. Од министерката бараат подитно да го разреши актуелниот директор Горан Трајков. Вела дека за овие 7 месеци додека тој е директор имале дебело досие за нарушени меѓучовечки и професионални односи, дисциплински постапки во најава и едно отказно решение. Поради постојаната пресија со која се соочувале вработените, имале и 2 психијатриски белешки за мобинг, како и 3 пријави за малтретирање. Пред неколку дена и актерите и директорот завршија во полициска станица. Ако малку се спротивставите, не да се спротивставите, ако не се согласувате со директорот за одредена работа или проблематика што овие луѓе ја познаваат со години, овде имаме и поранешни раководители на институцијата, веднаш доаѓа до конфликт и веднаш доаѓа до закани. Значи, ние ги имаме неколку такви случаеви, кои што сега мислиме дека ќе биде предолго да се образложат. Меѓутоа, секој несогласување следува со закана. Закана со помала закана, дисциплинска комисија или поголемата закана, отказна. На денешната пресконференција актерите истакна дека поради тоа што директорот не е доволно запознат со театарската материја, довело до низа погрешни решенија од кои најмногу трпи институцијата. Прашуваат зошто на репертоар не се поставуваат нивни театарски представи, кои во моментот ги имаат 8. 7 месеци влада е тотален хаос, додека раководителот на социјалните мрежи наметнува мислење дека е способен и успешен да ја води нашата институција. 7 месеци добиваме безсмислени работни задачи кои се граничат со тортура и ги извршуваме без противење, но сепак сме навредувани и етикетирани како неработници со превисоки плати од самиот раководител. Тие се сомневаат во квалитетот на миксетата, климу, уредите и звучниците кои воопшто не ги задоволуваат стандардите. За директорот Трајков, ваквите тврдења од страна на дел од вработените се лага и невистини. Останува на ставот дека тензичната ситуација е резултат поради тоа што дел од вработените не сакале да се ги извршуваат работните задачи, а представите не се на репертоар поради тоа што една од актерките била на боледување. Иницијативата Култура без тортура е поддржана од поголем број од вработените, а освен актери, своја поддршка даваат административци, режисери, драматурзи и техничкиот персонал. Со привривањето во Штипскиот театар се запознати во Министерството, од каде што посочуваат дека министерката Стефоска својата одлука ќе ја соопшти по официјалното завршување на изборниот процес.